За победникот на изборите обично се знае на или по изборниот ден. Анкетите може да понудат предвидлива слика од репрезентативен примерок на гласачи, но тие се подложни на статистичка грешка. Во 2016 година еден аналитичар, Сем Ванг од Пристон, беше толку сигурен во анкетата што прогнозираше победа на кандидатот на Демократската партија Хилари Клинтон, што вети дека ќе изади инсект на телевизија во живо ако таа не победи. Тој го стори тоа во живо на CNN. Кога се објавува анкета, се објавува и број наречен маргина на грешка. Ова е застрашувачки статистички концепт, но се сведува на нивото на доверба во користениот примерок, поточно колку точно ја представува популацијата. По правило, помал примерок значи поголема маргина на грешка. Маргина од плюс или минус 3 значи дека анкетарот е уверен дека резултатите ја рефлектираат реалноста за 3% поени на еден или на друг начин. Ако анкетата покажува кандидат пред 2 поени, но маргината на грешка е плюс или минус 3, тоа не е статистички значајно и веројатно не треба да обложувате многу пари на тоа. Ако кандидатот е пред 15 поени со иста маргина на грешка плюс минус 3, тоа е статистички значајно, иако не постои такво нешто како совршен примерок. Методологијата може да биде покомплицирана од тоа, дури и да вклучи напредна теоретска математика. Но во пракса, познато е дека анкетарите, па дури и научниците, играат брзо со статистичка анализа, што е дел од тоа зошто анкетите понекогаш може да бидат погрешни или збунувачки. Индивидуалните анкети се уште корисни, особено кога се истакнуваат конкретни прашања, и секоја може да ви кажа за состојбата на кампањата. Сепак, тие често се една од најдобрите достапни мерки, но контекстот е важен. Медиумите како New York Times и 538.com собираат податоци од повеќе анкети, прават просеци на анкети кои може да ја представуваат пошироката слика за оно што се случува, но дури и овие збирни просеци се уште може да го погрешат исходот, како во 2016-та. Тие може да откријат широки трендови зад податоците. Ако поените на кандидатот брзо паѓаат на повеќе анкети, тоа не го кажува точниот исход, но можете да заклучите дека тоа не се прави добро како порано.